Сега да видиме дали ја имаме нашата Ивана на линк во живо. Така е. Добро утро, Иванче. Убав ден ти посакувам. Гледам дека убаво ти годи утринското сонце и едва и чекам да ни соопштиш какви се новитети подготвуваат во спортскиот центар Борис Трајковски. Повели. Да, така, Суза, добро утро до тебе, добро утро и до сите гледачи на утринската програма на Алфа телевизија. Како што можете да забележите, ве поздравуваме од пред спортскиот центар Борис Трајковски, кој што со своите содржини и се она што го нуди спортскиот центар се труди да ги активира младите, но и сите луѓе кои што сакаат да бидат спортски и физички активни. Од неодамна спортскиот центар Борис Трајковски доби и нов директор, нов менаџер, Даниел Апостоловски, од кој што ќе дознаеме повеќе за тоа што ќе понуди новата сезона или што недостасува моментално, кои се неговите планови за воиднина да се реализираат и да се збогатат сите активности во спортскиот центар Борис Трајковски. Ќе ви посакам добро и убаво утро пред се. Што представува Борис Трајковски за вас како човек кој што долги години се занимавал со спорт и е со спортски дух? Добро утро и до вас и до вашите гледачи. Па вака, да, за мене пред се овој спортски центар, да кажам, не го гледам само како место каде што работам, туку место каде што најверојатно пораснав. Можам да кажам дека пред се бројот на содржини кој што го има во спортскиот центар Борис Трајковски го нема во ниту еден спортски центар друг во државата, иако од овој обем не постои друг, ова е најголем во државата. Така што за мене ова представува еден храм на спортот, место каде што може да се развиваат сите спортисти, исто така да се развиваат нови спортови. Така што можам да кажам дека за мене можноста да управувам со овој спортски центар е еден голем императив во иднина. Така, како го гледате за неколку години од сега спортскиот центар Борис Трајковски? Па добро, можам да кажам дека пред се тука треба да поработиме малку на ревитализација на одредени содржини кои што се веќе постоечки, но исто така и да создаваме нови. Можам да кажам дека јас како поранешен фудбалер ми недостасува фудбалско игралиште. Тука се надевам дека во иднина ќе изнедам начин тоа да го реализирам. Така што можам да кажам дека овој спортски центар ги има сите капацитети, ги има, да речам, сите квалитети како спортски центар, кој што може да биде на рамниште со сите европски спортски центри. Тоа значи дека можеме да го издигнеме нивото на организација на спортски настани, нормално меѓународни, културни настани и така натака. Така што сметам дека искористеноста на спортскиот центар се уште на помал процент од тој кој што треба да биде. Да, споменавте дека според вас недостасува фудбалско игралиште. Има ли простори, можности, услови каде да се направи тоа и што друго ви недостасува, односно што ќе биде на вашата агенда да се реализира и да се направи во наредните години? Па да, веќе размислуваме со тимот со кој што работам, веќе ги разгледуваме можностите. Постои реална можност и опција да се направи фудбалско игралиште, но исто така работиме во овој момент на можеби најатрактивното прашање за вас новинарите, аквапаркот, кој што е позади спортскиот центар. Иако на моје големо жалење ова лето, да речам, не работи, се надевам дека во текот на идната година ќе бидеме веќе подготвени добро за отпочнување со работа, но исто така сакам да напоменам дека веќе размислуваме и на мало предимензионирање на аквапаркот. Можеби нема во целост да биде аквапарк, сакаме да направиме нови содржини во однос на тоа, односно нови базени со олимписки димензии, кои што ќе може да ги користиме во иднина, за надпреварување, пливачки, дали се ватерполо надпревари и така натака. Така што можам да кажам дека во текот на наредниот период интензивно ќе работиме на изнаоѓање решение за оплеменување на тој простор. Да, од пред една недела се работи на реконструкција, односно реновирање делумно на базенот Карпош, па верувам дека ги интересира гледачите кога ќе биде повторно отворен базенот и докаде сте со подготовките за реотварање на базенот Карпош? Па добро, по некои прописи кои што се пропишани во однос на користење на базените, водата е потребно да се промени, исто така хлори, бактериолошки да биде исправна, така што моравме да го направиме овој зафат сега и сметаме дека исправно тоа да го направиме сега први тоа што генерално спортските клубови се на одмори, нема да причиниме голема штета во однос на тренизите и надпреварите. Во моментов да речам дека правиме една активност во однос на хигиената на базенот, сакаме да го исчистиме, да бидеме чисти во тој дел. Така што имаме уште неколку 10-15 денови, да кажам, во однос на чистењето и полнењето на водата, оптимизирање на температурата на водата,
така што од прилика на 25 август веќе би требало да започнеме со работа. Да, еве за сите оние на кои што можеби им недостасува во овие денови или пливањето, оние кои што рекреативно доаѓаат на базенот Карпош од 25 август ќе можат повторно да го користат, но чист нели со нова свежа обновена вода. Даниел, што се можеби во летниот период да се користи во спортскиот центар Борис Трајковски? Луѓето се повеќето на одмор, но какви се активности други функционираат и работат во текот на летото? Па добро, во текот на летото секако ни работат, да речам, просториите кои што работат и во текот на целата година. Тука е теретаната, тука е кугланата, пинг-понгот и така натаму, така што е освен базенот, другото се е во употреба и нормално илизгалиштето кое што функционира во зимниот период. Така што да, сите други активности и содржини ни се отворени. Така, викендот имавме убаво случување, односно викендот заврши нели Европското првенство за млади до 18 години. Македонската младинска кошаркарска репрезентација се закити со едно злато. Кои се следните спортски надпревари кои што може да ги очекуваме, односно спортски избиднувања во спортскиот центар Борис Трајковски? Да, како што кажавте, викендов ни израдува нашите млади кошаркари. Се надевам дека тоа ќе продолжи за 3 дена од денеска, кога започнува и другото европско првенство за кошаркари до 16 години. Тоа ќе трае од 8 до 17 август. Потоа можам да најавам дека во месец септември имаме најава за одржување на ракометниот суперкуп тука во оваа сала. Потоа во октомври на почетокот имаме боречко балканско првенство, потоа тоа имаме светско денс шоу, така да можам да кажам дека во салата имаме константно некои настани, да не ги набројувам сите концерти кои што ќе знаете дека стартуваат некаде од септември и завршуваат во март, а ги имаме повеќе, како од домашни изведувачи, така и од странци, така да мислам дека има многу содржина што може да ја посетат граѓаните. Да, се надеваме дека нели ќе работи понатаму со полна пареа спортскиот центар Борис Трајковски и дека сите недостатоци кои што иве фалат во моментов дека ќе бидат средени и ќе бидат изреализирани. Нормално, да, за тоа работиме, за тоа се трудиме. Мојот императив, како што кажав, овој спортски центар, да оставам белег во овој спортски центар и да кажеме дека некогаш нешто се направило, така што ќе работиме во таа насока, сите да се гордееме со ова позади нас. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Да, суза ќе ве поздравиме од тука, од храмот на спортот или местото каде што се случуваат голем број на спортски настани, културни настани. Тука се одржуваат, знаете, нели, поголем дел од саемите кои што ги имаме во земјава, секако и концертите и се што е убаво да се слушне, да се види културно-забавна програма, концерти и секако надпревари, но и активности за најмладите. Да, секоја чест за ентузијазмот, за посветеноста и за желбата да се направат услови колку е можно подобри во нашава земја. Ти благодарам многу, Иванче, за овој разговор. Еве, видовме и ќе очекуваме на вистина сите овие новитети да се увериме и на лице место во спортскиот центар Борис Трајковски.